Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во понеделничкото издание на емисијата 24 од сестрце на телевизија 24 вести. Со мене Мартина Проковиќ-Костовска. Денеска се одбележува светскиот ден на борбата против оттуѓување на родителите од децата. Македонија од минатата година заедно со останатите земји го одбележува токму овој ден и поради таа причина денеска ќе разговараме на оваа тема. Со мене во студиото за таа цел е Ангела Маневска од првата детска амбасада Меѓаши. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Од минатата година Македонија заедно со останатите земји го одбележува овој светски ден на борбата против оттуѓување на родителите од децата. Ова е една доста комплицирана ситуација, би можела да речем. Меѓутоа, ајте пред да се осврнеме на тоа зашто родителите се оттуѓени од децата, кои се најчестите причини, како се одбележува овој ден кај нас оваа година? Од претходната година, значи 2015 година, првата детска амбасада започна со одбележување на овој ден. Имено за таа цел се организираше пресконференција на која што се зборуваше за родителската оттуѓеност и воедно се покрена прашањето за поделено старателство и за предлог измени во законот. За таа цел присуствува неколку луѓе кои што зборуваа на таа тема, воедно и представници од детската амбасада Меѓаши и како што кажав се покрена прашањето на таа тема и Меѓаши, првата детска амбасада Меѓаши е поддржувач на оваа граѓанска иницијатива. Оваа година исто така ја користам оваа прилика повторно да апелираме и да поттикнеме за важноста на ова прашање и за потребата која што е толку голема за токму старателството, нели, да биде поделено, односно да постои заедничко родителство и по развод. Така. Од минатата година до сега, бидејќи помината е веќе една година, сменето е нешто во однос на ова прашање? Граѓанската иницијатива се уште работи кон тоа. Меѓутоа нема измени во законот, меѓутоа можеме да видиме дека односно според дојавувањата на СОС телефонот кај нас во првата детска амбасада Меѓаши има се поголема и поголема потреба за тоа. Постојано родители се јавуваат и се заинтересирани за ова прашање и навистина и тие сакаат да се вклучат во целата иницијатива, со тоа и се нагласува огромната потреба на ова поделено родителство. Така. Многу е важно за децата кога се во развој, па и не само во развој понатака, да имаат подеднаква поддршка, подеднаква љубов од двајцата родители. Некако кај нас ми се чини дека повеќе старателството се доделува кај мајката. Меѓутоа, кои се останатите причини поради која што се случува таа родителска оттуѓеност? Да, вистина е дека детето се доделува кај мајката. Најчесто тоа е бидејќи детето е се уште мало и се уште нели има физичка потреба од мајката. Меѓутоа, тоа не е единствената причина. Веројатно ние живееме во некое такво општество каде што нели мајката е задолжена за децата и затоа и всушност тоа се случува и ретки се случаите кога вистински родителите може да се договорат, најчесто тие се во некои заладени и лоши односи и ретки се случаите кај што се договараат, нели, кој ќе биде старател, затоа тука настапуваат на сцена институциите и тие се тие кои што мораат да направат одлука кај кого ќе биде доделено детето. Да. Така. Која е најчестата причина? Постојат ли други причини зашто родителите се оттуѓуваат од децата покрај разводите? Да, за жал постојат. Нели кога зборуваме за родителско оттуѓување од децата, прво на ум ни паѓа дека тоа се случува поради развод и поради тоа што физички нели едниот родител не е присутен, но како што поминува времето, за жал се повеќе и повеќе имаме родителско оттуѓување. Можам да кажам дека причината за тоа е не би можела суштинска да наречам, меѓутоа од екзистенцијални причини. Родителите мораат реално да работат и се задржуваат некогаш и подолго на работа, детето одат во градинка, одат нели бабите и дедовците ги чуваат и кога ќе се вратат родителите од работа, сигурно се уморни. И онаа грешка која што повеќето родители ја прават е мислат дека треба во квантитет повеќе нели време да поминуваат со детето. Меѓутоа, она што е многу позначено е тие да имаат квалитетно време со своето дете, макар тоа да е пола час после работа за викенд и така натаму. Доволно е
доволно е да се прави нешто заедно со детето, не знам, да се редат коцки, да се боја боенка, да се сложува сложувалка, така детето знае дека родителот е со него, е заинтересиран и му дава некаква сигурност. Нели, многу често родителите мислат еве ќе го несам во игротека и 3-4 сати ќе го остави таму. Да, ќе го остави таму, јас тука ќе седам и ќе гледам. И тоа е окей, нели, меѓутоа многу е побитно да се разговара со детето, да се има директен контакт, да се знае што се случува во животот на детето, да се интересираме вистински и реално да ги слушаме потребите на детето. Па затоа велам, за жал, и дури родителите кога не се разведени, се случува родителско оттуѓување. Така. Ќе направам јас една мала компарација со она што се случува на запад, што се случува кај нас. Сепак ние сме едно поднебе каде што ми се чини дека многу повеќе сме приврзани за децата, па и децата со родителите секако. Таму некако социјалните служби многу поактивно работат. Можеби малку и претирано е во однос на тоа дека буквално за секоја ситница им ги одзимаат децата. Каква е ситуацијата кај нас? Што се потребно што треба да се случи за да дое до она екстремна ситуација каде што институциите веќе ќе го одземат детето и ќе го стават или кај старители или па во дом? Имате ли таква информација? Па, како што кажавте, треба да се случи екстремен случај за да... Треба да има екстремен случај за да се случи тоа. Не би можела конкретно да одговорам, меѓутоа, кога станува збор, да речеме, за сексуална злоупотреба, кога станува збор за злоупотреба од некако повисоко ниво, веројатно, мислам, тогаш, ама не е иста ситуацијата, нели, како што на запад, како што кажавте. Само сметам дека треба да се поработи на тоа поле, дефинитивно. Институциите треба малку повеќе да обрнат внимание. Меѓутоа и нели, како што кажавте, можеби малку е претерано таму, нели, децата треба можеби да се научи малку и на тоа да биде да се осамостои во таа смисла на зборот, нели, преска спомнавме за некои случаи каде што да е оставено детето од, не знам, од 12 години, макар малку само веднаш го одземаат. Во Македонија поразлична е културата, нели, треба да не сметам дека не може да се има некои унифицирани постапки како треба да се гледа тука, како да се реагира на такви ситуации, затоа што на многу начини ние сме различни од западните земји и затоа сметам дека постапките треба да се прилагодат на нашето општество и на нашиот менталитет, би рекла. Така. Прво го споменавте дека се случува кај вас на исследувањата да се јават родители кои што сакаат да се спроведе толку она изедначеност на родителите во однос на 50-50 во однос на старателство врз децата. Зашто најчесто бараат помош од вас како прва детска амбасада? Најчесто се работи правото на видување кај детето е прекршено. Значи секогаш кога имаме дојави и случаи за прекоразводни постапки, за разводи и слично, најчесто се работи за прекршување на правото на видување на детето. Ние како прва детска амбасада во Светот Меѓачин немаме надлежност да реагирате во таква ситуација? Имаме право да реагираме и затоа сме тука некаков начин на медиатор помеѓу граѓаните и институциите, меѓутоа немаме надлежност ние да го решиме проблемот. И најчесто луѓето кога се јавуваат, нели, доаѓаат со тој проблем, ние правиме се што можеме во наша полза. Многу често и луѓето доаѓаат на директно советување кај нас и разговараме околу тој проблем. И не станува збор само за прекршено право на видување со едниот родител, туку најчесто тој е со пошироката фамилија, значи со бабата и со дедото, што ние сметаме дека исто така многу значајно, бидејќи тоа дете во одреден дел од неговиот живот растело со тие луѓе, со бабата и со дедото, веќе има некои врски остварено.
И затоа всушност и тука можеби се јавуваат најголемите проблеми, нели? Законот вели дека едниот родител кој што не е старател мора да го гледа своето дете, има право на видување. А тука се и другите луѓе кои што претходно биле со детето и кои што навистина би требало да се одржува таа некаква врска. Така. Па затоа најчесто и затоа се јавуваат. Така. Тука ќе направиме една кратка пауза да ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме назад во студиото, ќе бидат уклучени телефонските линии и ќе можете да ни сконтактирате, да поставите прашање кое што е поврзано со денешната тема. За сите суперхерои, принцези, автомобилисти и забавувачи, омилените сокчиња доаѓаат во добро познато пакување. Вива сокчиња, избрани од децата, одобрени и препорачани од Сдруженијето на педијатри на Македонија. Вива сокови. Природно си е природно. Пролетна акција. Цел еден со екстракт од гел од полжав ја регенерира вашата кожа од акни, дамки, лузни и стрии. Истражувањата докажуваат дека цел еден делува ефикасно при проблеми со кожата кај сите генерации. Искористете ја пролетната акција и купете цел еден гел со 30% попуст и добите крема за раце како подарок. Достапно во сите аптеки и веледрогерии. Мама знае колку е важен појадокот. Несквик со OptiStart формулата совршено го надополнува млекото со хранливи материи. Заедно со витаминот D и цинк содржи и железо кој допринесува за развој на помнењето и концентрацијата на децата. Несквик OptiStart. Збогатете ја чашата со млеко. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Нула 260-91-924, 0260-91-925 се телефонските линии на кои што можете да не контактирате од овој момент па до крајот на емисијата 24 од Сестрце и да поставите некоја прашање на темата на која што денеска разговараме. А разговараме на тема Светски ден на борба против отуѓување на родителите од децата со Ангела Маневска, представник од првата детска амбасада Мејаши. Ангела, како што спомнавме веќе на самиот почеток, значи борбата е на овој светски ден да се добие подеднакво старателство врз децата, значи кога се мисли подеднакво се мисли 50-50, колку што ќе го чува мајката, толку да го чува и таткото. Можно ли е такво нешто кај нас во Македонија?
Важно е да се нагласи дека секогаш кога има шанса и детето да расте со двајцата родители, тоа би требало да се случи. А на децата им се потребни двајцата родители, им се потребни врските кои што ги градат со нив. Па затоа ние исто така поттикнуваме дека секаде каде што има простор, нели, за договор помеѓу родителите, за можност да детето расте во такви услови со двајцата родители, да го направат. Тоа дури и родителите кога се разведуваат, убаво би било да детето успее да воспостави еднакво здрави врски со двајцата родители, без разлика кој е старател, кој има право на ведување, нели ние се бориме да постои тоа 50-50 поделено старателство. Така. Институциите, кога само збрзо институциите, кога не може да се договорат двајцата родители, рековте дека настапуваат тука институциите кои што ќе го решат тој проблем. Меѓутоа, ете често пати нели доколку дојде до онаа можност каде што ќе може да се договорат двајцата родители подеднакво да го гледаат детето, дали тука постои некоја законска регулатива во однос на тоа дека на некој начин да се регулира и да се законски да се обезбеди таа сигурност кај родителите дека тие двајца подеднакво ќе го гледаат детето? Или токму е тоа за што се борите вие? Токму е тоа ние за кое што се бориме. Како што кажав, едниот е старател, другиот има право на ведување и секогаш оној кој што има право на ведување има одредено, да речеме, не знам, 3 пати во неделата по 2 часа ќе го гледа. И нели останатото време е со другиот родител, со својот старател. Така што токму и оваа иницијатива за поделено старателство и за измени во законот е насочена таму. Така. Се чини дека имаме гледач на линија, извини што ќе те прекинам, да му дадеме предност на гледачот. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете во програмот. Ја поздравувам емисијата и да слушам многу добро. Благодарам. И велам да се размисли за овој предлог на закон, да се мисли на децата. Затоа што кога е старател мајката, таа се грижи за се, за перење, за готвење, за учење, а кога таткото го зима во сега како што е законот, за вака, за викенди, нели, тој смета дека е само татко за викенд, за прошетки, а не зема обврска ниту за перење, кога е за годишен одмор или зимовање, нити за учење. За викенд детето кога е кај него, тој вика, јас не сум за учење, јас сум само за шетање. А нема врска тоа. Детето е дете на двајца родители и треба исто да се грижи. Не се грижи кога е на викенд. А па кога би бил овој закон, кога би се усвоил, не дај Боже, јас велам дека децата ќе се растурат пуште повеќе децата на разведените родители. Бидејќи мажите не сакаат или Господ да им поружил, не сакаат да си превземат обврски. Тие си се посебични, нека ми простат, јас сум постара личност, но имам искуство, нормално не е мое лично, не дај Боже, ама јас ви кажувам дека тие не може тоа да го прават. Природата не им дала, нити па сега се интересираат за учењето, а камоли кога ќе, или па за воспитувањето. Он само го прошетува, го игра, сака да ја добие љубовта преку купувањето и така. Затоа ве молам организацијава Медјаши да свати дека тоа е невозможно во Македонија во овие наши сваќања. Тоа може на запад, но кај нас не може никако убаво да го анализираат. Ве молам, тој закон не, поготово па ако живеат во други градови. Па како детето со учењето, па во училиште, да се премести во едно, во друго. Па што ќе биде тоа? 1 година или 1 полугодие или 2 или не знам како таму. Тоа мислам неизводливо. Дури да е во исти град, еве да речеме Скопје, каде може, колку е тоа патување, малтретирање за детето, двоење, зависи од возраста, па ако е пубертет ли е уште полошо. Ве молам да го разгледате од повеќе аспект, имате стручен кадар, најверојатно. Благодарам што ме слушавте. Ви благодарам и вам за одвоеното време и за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Така. Ова е една ситуација која што за жал
и можеби и реална кај нас, некако така ми се чини дека балканскиот менталитет не ни дозволува на некој начин да можеби татковците и машите да земат поголемата одговорност кај децата, меѓутоа затоа и токму и се работи на овој проект, така каде што ќе можат и мажите да посветуваат повеќе внимание на децата. Да. Нели ова е само еден од тие случаи, меѓутоа сметам дека нели доколку се почнат вакви некои измени во законот, можеби ќе дојде до некои измени во самото однесување, затоа што навистина треба да се работи на тој проблем, нели не ова не е еден случај на милион, ова се многу чести случаи каде што вистина е дека господјата кажат татковците, меѓутоа понекогаш и мајките не преземаат одговорност доколку тие се родителот, доколку тие се викенд родителот. Нели, овој си е задолжен за чување, за учење, за сето тоа. Јас само ќе ошетам, ќе му купувам и така натаму. А можеби поаѓаат од помислата немам време, сакам да посветам повеќе време со детето и во тие 2 дена гледаат да го искористат на позабавен начин. Да, меѓутоа повторно ќе споменам како претходниот пат, квалитетно време не се состои само во купување работи, во носење на детето во игротека. Квалитетно време може да имаш ти со детето и кога учите пола саат заедно, значи тука се ствара некоја врска и кога не знам заедно спроведувате некакви домашни задачи. Нели постојат различни начини на кои што може да се помине тоа квалитетно време со децата. Така, тоа е една ситуација на која што треба да се работи, не верувам едноставна и краткотрајна, туку е еден долг процес кој што јас се надевам дека во иднина ќе има позитивни резултати. Ми се чини дека повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Добро, доколку гледачот се исклучи, да, има уште некои 5 минути можност да се јави и да постави прашање кое што е поврзано со темата. Кога станува збор за активностите на меѓаши, се приклучи Македонија кон овој светски ден од минатата година и баш ми е драго што можеме да учествуваме во еден ваков ден каде што повеќе ќе се обрне внимание во однос на родителите и децата. Меѓутоа пред да отидеме на следното прашање да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Дали се слушаме? Да, ве слушам. Повелете, во програма сте. Благодарам. Претходно се јави една, предпоставувам, баба. Ало, ме слушате? Ме слушаме. Само намалете го тонот на телевизорот затоа што сигналот кај вас доцни. Да. Претходно се јави една господја со коментар за некаков балкански менталитет. Добро. Предпоставувам дека господјата во фамилијата нема случај каде што се разделени родителите. Сметам дека младиве совршено различно се однесуваат од постарите генерации. Заедно го бањаат детето, заедно го подигаат и кога ќе се деси разделба, еднакво страда и едниот и другиот родител. Родителот само што има право на видување е казнет во смисла на тоа што нема право да не само за викендот или само 1-2 сата, туку треба да работи со тоа дете, да учи со тоа дете. Да. И не само да му купува, туку да го воспитува. Ова иницијатива незалудно е подпишана од преку 11.000, 12.000, колку што сум информирана родители, кои што бараат правото да биде подеднакво и обврските за двата родитела. Вообичаено е, не само во другите западни земји, туку и во земји кои што се помалку развиени од нашата, ова право да биде равноправно. Особено во Скандинавија, во Америка. Балкански менталитет, тоа е застарено гледиште, тоа е гледиште кое што го ускратува правото на родителот по видување да учествува еднакво со другиот родител. Не навлегувам во
правото на Центарот за социјална работа. Меѓутоа, вообичаено е, кога родителот ќе се пожали дека му е ускратено правото на видување, Центарот за социјална работа повторно го донесува истото решение. Затоа сметам дека ова иницијатива на Меѓаши е оправдана, бидејќи наоѓа на огромен одзив меѓу граѓаните. Оправдано е и барањето да освен родителите имаат право и поблиските роднини. Ако бабата, ако дедото, ако вујкото, чичкото го одгледувале равноправно со луѓето каде што е доделено детето, зошто ними ми ускратено правото да се грижат за тие деца или за тоа дете? Сметам дека треба подхитно да се измени законската регулатива и ова иницијатива да се прифати оберучке, затоа што децата не само што се отуѓуваат од едниот родител, туку во зависност од нивото на културата на луѓето каде што се доделени, вообичаено е да се напаѓа другото семејство, да се обезвреднува, детето погрешно се формира. Кога ќе биде старателството подеднакво, тогаш сметам дека децата поправилно ќе се развиваат, поправилно ќе ги прифатат и двата родитела, а ова перење, чистење еднакво е, тоа се решава, ако не може таткото, може бабата, ако не може бабата, ќе се плати жена. Значи, перењето и готвењето не е причина децата да бидатускратени од едниот родител. Затоа сметам дека ваквата огромна заинтересираност на граѓаните треба да ги поттикне не само законодавецот и центрите за социјална работа да го сменат овој став, овој конзервативен став, кој што бил некогаш може би бил оправдан, но денеска кога еднакво се грижат родителите, па дури имаме случаи кога таткото поише се грижи за децата и да му се ускрати такво право е навистина злочин. Благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Ќе ве замолам да бидете што пократки, затоа што веќе сме скоро пред самиот крај на емисијата 24 од Сестрце. Ми се чини дека повторно имаме гледач, да го слушнеме и тој. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, о програма сте. Стелува е одлично како што гледам малце постари особи, затоа што може би се послободни. Ние помладите сме на работа, али денеска имам таква чест да бидам слободен да ве слушам. Драго ми е. Во никој случај не се сложувам да само едниот родител биде старател или биде одговорен. Значи, ова иницијатива е предобра и би требало да се што побрзо да влезе како закон, затоа што како татко на детенце кое што се грижиме и двајцата родители, би било многу лошо да само едниот, нели, може да го гледа, може да му се посветува, али тоа баш како што рече и гледачката, тоа перење, пеглање, тоа е нешто кое што е, не знам, може би многу маргинално. Главното е љубовта и вниманието спрема детето и воспитувањето од двете страни. Така да го поддржувам ова и е навистина доста добро. Ви благодарам за вашето јавување и одвоеното време. Имајте пријатен ден. Убаво е да се слушнат вакви позитивни коментари и да се знае дека има поддршка од граѓаните со цел да се оствари овој проект, односно да се донесе еден таков закон каде што 50-50 ќе имаат можност родителите еднакво да ги гледаат децата и да добијат еднакво старателство. Јас тука, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, би сакала накратко само да ги споменете оние активности на првата детска амбасада Меѓаши, што е оно на што следно работите и на што се подготвувате. Оно што за жал е актуелно во нашата држава е бегалската криза, па затоа оваа година Меѓаши се активираше малку повеќе на тоа поле, односно и таму да работиме во насока на најдобар интерес на детето. За таа цел, во соработка со Форумот за слободно образование од Хрватска, Меѓаши го публикуваше прирачникот "Сите сме деца на овој свет", односно за како да се разговара со учениците за бегалската криза, што најде на многу голем одзив и сите оние кои што сакаат да го добијат прирачникот може да се обратат кај нас и да разговараме на таа тема и да видиме што може да направиме.
Во таа насока исто така Мегеши последниве неколку месеци директно работи на терен во транзитниот центар Табановце со децата бегалци, односно нудење на психосоцијална помош и поддршка. Исто така и од оваа година започнавме со проект или програма, финансирана од Европската унија, каде што се дава поддршка на невладиниот сектор и на сите оние институции кои што се бават со прашањата поврзани со борба против трговија на луѓе и родово засновано насилство, токму во рамките на мигрантските и на бегалските кризи. Така. Тука секако се и останатите проекти и програми кои ги воведуваме, постојано SOS линијата е достапна. За сите оние кои што имаат проблеми и сакаат да се јават, понатаму работиме на воведување на мировното образование како редовно во средните училишта и секако мониторинг на детските права и она за кое што сме тука, да го штитиме најдобриот интерес на детето. Така. Јас тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да бидете дел од емисијата 24 од Сестрце. Јас се надевам дека ќе имаме позитивни резултати во иднина во однос на прашањето на кое што денеска разговаравме, тоа е за подинакво старателство врз децата и секако да сите сме против отигјување на родителите од децата. Ви посакувам многу успех на вас како прва детска амбасада Мегеши. Се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја следна прилика, каде би разговарале на една од многуте теми и проекти на кои што работите. Така. Фала. Вие, драги гледачи, секако останете со програмата на телевизија 24 Вести. Во 10 часот се најновите информации од Македонија и од светот. Најновото издание на 24 од Сестрце гледајте го утре во истото време. До гледање од мене.